Здраво на сите ученици. Денес ќе се запознаеме со нова лекција, кратка лекција за функции. Значи, денешната лекција ни е лекцијата за функции. Што треба да знаеме од лекцијата за функции? Прво, што е тоа функција? Функција ни представува пресликување помеѓу две множества според зададено правило. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме едно множество кое што се пресликува во некое друго множество според некое зададено правило. Пример, ова ни е множеството А, ова ни е множеството Б, множество на броеви. Од множеството А во множеството Б се пресликуваат броевите со некое зададено правило. Тој тука дел се нарекува функција. Кога имаме пресликување од едно множество во друго множество со според зададено правило. Функцијата може да ја запишеме на неколку начини. И тоа, првиот начин е пишување на функција со табела. Како ја пишуваме функцијата со табела? Во првиот дел ни е x делот, или броевите вредностите по x, а во вториот дел тоа го читаме како y е еднакво на f од x, или тоа е функцијата, каде што y го пишуваме како функција од x, односно бројот за y го добиваме според некои претходно зададени правила кои што треба да се извршат на x. Пример, за x имаме 2, за y добиваме 4. Според некои претходно зададени правила, од x2 ќе го добиеме y4. За x3 y ќе добиеме 5, за x5 y7, за x8 y10 и така натаму. Тоа не е првиот начин на представување на функцијата. Втор начин на представување на функција ни е со диаграм на пресликување. Преку тој начин ќе биде доста полесно за разбирање, затоа што сликовито е подобро прекажено. Имаме влез на функцијата и излез на функцијата. Влезни вредности се 2, 3, 5 и 8, излезни вредности се 4, 8, 7 и 10. И имаме правило според кој се менуваат влезните во излезните вредности. Правилото е x да премине во x плюс 2, односно заменуваме за x влезната вредност 2, да видиме колку ќе добиеме на излез. Ако замениме за x да биде 2, овде ќе добиеме 2 плюс 2, добиваме 4. За x ако замениме 3, ќе добиеме 3 плюс 2, тука треба да биде 5. За 5 ако замениме, тоа е грешка 8, значи треба да биде 5. За 5 ако замениме x, да го замениме 5, ќе добиеме x да биде 5 плюс 2, односно 7. За 8 да замениме x ќе ни биде 8 плюс 2, односно 10. Тоа е вториот начин на представување со диаграм на пресликување. И третиот начин е со формула, каде што f од x го пишуваме како x плюс 2. Односно, знаеме дека f од x ни е y, или излезната вредност f од x, таа е излезната вредност, ја добиваме како x плюс 2, односно првата вредност, влезната, која ќе ја додадеме уште 2. Тие се трите начини на представување на функција. Имаме два дела што треба да ги знаеме, што е како се нарекува влезната вредност и како се нарекува излезната вредност. Влезната вредност на функцијата се нарекува аргумент на функција, излезната вредност се нарекува вредност на функција. Односно, од следниот пример што ќе го изработиме, ќе видиме што е аргумент, што е вредност. Значи, аргумент на функцијата ни е влезната вредност, односно аргументи овде ни се 4, 5, 6 и 7, а вредност на функцијата се излезните вредности. Вредности ќе ни бидат 13 и тие што треба да ги добиеме. Ќе го објасниме примерот 1 и таква слични ќе имате за домашна работа. Примерот ни гласи: пополни го следниот диаграм на пресликување според даденото правило. Имате влезни вредности или аргументи на функцијата и треба да ги најдете вредностите кои што се на функцијата, кои ќе ги добиеме според правилото за x да замениме 3x плюс 1. Односно,
Ако за x замениме да биде 4, ќе добиеме 3 по 4, 12 плюс 1, 13. За аргумент 4 добиваме вредност 13. За аргумент 5, колку ќе добиеме за аргумент 5, па заменуваме, ако за x замениме дека е 5, ќе добиеме 3 по 5 плюс 1. Или тоа е 3 по 5, 15, плюс 1, 16. Вредноста на аргументот 5 ќе биде, овде треба да биде 16. За аргументот 6 треба да замениме во даденото правило 3 по x, односно 3 по 6, 18 и плюс 1 за 6 добиваме 19. И за аргументот 7 заменуваме исто во дадената формула 3 по x плюс 1, односно 3 по 7, 21 плюс 1, 22. Тие се излезните вредности на формулата на функцијата што треба да ги знаеме. Таа е доста кратка лекција, тоа е се што треба да го знаете од денешната лекција и од истата лекција имате домашно на страна 179, задача 3, цела под А, под Б и под В. Имате влезни вредности, односно аргументи, ви се барат кои се дел каде се барат се влезните вредности, односно аргументите, дел се барат излезните, според дадените правила што ви се запишени. Значи страна 179, задача 3.